Продолжуваме со нашата емисија. Повторно сме опозиционо расположени, бидејќи во студиото е портпаролот на Левица Амар Мициновиќ. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата и ви честитам една успешна нова година пред вас. Благодарам. Ќе продолжиме таму каде што заправме со Јове Кекеновски. Некако не сте ни од иста партија, немате ниста идеолошка матрица, но сепак некако предпоставам дека ставовите се тука некаде околу спорот со Бугарија. Јас само би прашал едноставно, постои ли сценарија во кој Левица би ги внела бугарите во устав? Да, постои сценарио, тоа сценарио е реципроцитетно затоа што сме толку далеко од тоа сценарио, не е ни вредно да се коментира. Иако можеби можеме да повлечеме некоја паралела помеѓу нас и ВМРО-ДПМН како опозицијски партии, но како што изминува времето, очигледно дека таа паралела е се поматна затоа што знак еднакво може да се стави помеѓу ВМРО-ДПМН и нивниот полар опозит, нели, СДСМ, со кои ги менуваат апсолутно, затоа што ништо не наведува да мислиме спротивно. Зошто го кажуваме ова? Затоа што во континуитет Левица веќе 2 години повикува на прекин на преговорите со Бугарија. Не од било кој друг мотив, туку затоа што знаеме, мислам, од политичка интуиција каде водат овие работи, од државнички капацитет, водат до нарушување и губење на суверенитетот на Македонија. Тоа значи дека едноставно институциите и нели гранките на власт нема да можат собствениот суверенитет и своите функции да ги извршуваат, и се повеќе ќе гледаме дека нашите политичари ќе стануваат кратковиди, а амбасадорите се повизионерски расположени. Затоа што нашите политичари не можат да одговорат на предизвиците на нашето време, на оваа историска рамка. Тоа има многу причинители, но јас би се навратил конкретно за уставните измени, затоа што мислам дека е нешто што можеби најмногу треба да не засега. Левица го мобилизираше антифашистичкиот порив во Република Македонија преку 2 антифашистички протести против Ванчо Михајлов и против отворањето. Да, клубовите нормално, затоа што едниот виден колаборационист на нацистите, другиот фашистички државник. Нели нормално. Сега кога станува збор за Цар Борис. Да, Цар Борис, извинувам. Кога станува збор за овие нели уставни измени, можеби најубаво е да се вратиме на политиката на проширување на Европската унија, затоа што за прв пат имаме преседани кои претходно не сме ги имале. Тоа е пример дека земите членки на ЕУ ќе можат да вложуваат вето на веќе затворени поглавја. Затоа на нас не ни е никаква гаранција дека ова ќе бидат последните барања, веројатно нема да бидат последните барања. Имamo најава многу други. И можеби најиндикативно е ако ги земеме изјавите на претседателот Пендаровски од 16 јуни, од 3 јули, 16 јуни, каде што тој вели дека можат и мораат да се добијат гаранции од Европската унија и од Бугарија дека ова барање ќе биде последно, за само после 2 недели сам себе да се демантира. А загрижувачки е тоа што и лидерот на ВМРО-ДПМН искористи оваа формулација: окей, сега ајде ќе бараме гаранции од ЕУ за нели дека ова ќе биде последното барање. Но што е ако проглас од насном стане барање понатаму за бугарите, затоа што ако памтите, би ја потсетил јавноста дека со Преспанскиот договор зборовите во преамбулата со одлуките на АСНОМ се менуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ. Тоа тогаш премиерот Заев го објаснува како нешто што ќе ги ескивира проблемите со Грција понатаму, но ете ни допринесе до нови проблеми. И ова го кажувам затоа што Красимир Каракачанов и Румен Радев двајцата си имаат изјаснето за овој проглас како проблематичен, затоа што во него постои синтагмата фашистичка Бугарија. Радев исто излезе со една теза дека десетици илјади бугари се убиени во Македонија по Втората светска војна. Мислам, тоа нема никаде во историјата таков факт, но тој го кажа. Добро, ова е веќе еден континентален тренд на демонизирање на комунистичките режими после Втората светска војна, иако и таму бил комунистички режим во тој период. Па апсолутно, ние и овде имаме партии кои се антикомунистички. Мене ми е многу иронично, но сепак мило дека политичарите на ВМРО-ДПМН мораа сега да го слават АСНОМ, затоа што Левица го мобилизираше тоа кај македонската јавност. Така да сега дека има антикомунистички движења, таму каде што имало кралства ќе бидат поизразени, поуспешни, но ние не сме имале кралство во 19. век и ослободувањето на Македонија и признавањето на меѓународен план се остварило со АСНОМ, нели? И едноставно нема што да се коментира, ова се историски небулози кои нели, мислам, имаме со граѓани кои се уште живи од тој период, едноставно тоа е небулозно. Вашата партија
Тој и сега го повторите, значи вие се залагате за секаков прекин на преговори со Бугарија, тоа се однесува и на комисиите. Една од тие комисии за заедничката комисија за историја, има и други комисии, некои за енергетика и за економија. Дали тоа ќе значи крај на нашиот пат кон него? Апсолутно нема да значи Нема крај. да значи. Не, апсолутно нема да значи крај, затоа што од нашите искуства, сега ние во септември бевме на состанокот на Европската левица во Европскиот парламент, имавме состаноци со други партии од Европа. И тоа што можеме да го заклучиме е дека оваа субординирана позиција која сега ние уживаме е продукт на континуираното владење на СДСМ-ДУ и ВМРО ДПМН во последните откако всушност имаме статус на земја кандидат. Зошто го кажувам ова? Сме независна земја имаме ние. Апсолутно, апсолутно, да. И СДСМ и условите ВМРО. само се прошируваат. Дури убаво е да се спомне ова. Првиот бран на проширување кон Источна Европа и Балтичките земји, малтени условите се бидете на европско тло и сакајте да влезете во Европска унија. Две поштански марки. Типа, подпис овде, шалтерот е осмица таму. А Бугарија и Романија од друга страна се примаат во Европската унија просто заради нивната позиција на Црното море и Дунав, кој како за Германија како дунавска суперсила е нели од императивно значење, а Македонија од друга страна единственото стратешко значење во овој момент кој го проектира е како валута за подкусурување. Валута која можат нашите соседи вакво да ги искористуваат и дури можеби да време е да се запрашаме за нели нашиот скептицизам кон Европската унија е природен и се однесува како една партија што би ја критикувала и Европската унија од внатре, нели, затоа што таа има своји фалинки. Но што се однесува нели за преговорите на ЕУ, тие не би прекинале затоа што можеме ние да добиеме по јасни услови кои ќе бидат одраз на реалноста, а со Бугарија преговорите треба да се прекинат затоа што просто се штетни. Левица е критичар и на договорот од Преспа. Хипотетички, кога вие би освоиле апсолутно мнозинство во македонскиот парламент и би имале поддршка двотретинска, дали би го спориле овој договор? Апсолутно би го спориле, но јас мислам дека треба да се согледаат фактите на вакво, нели, затоа што прво референдумот не беше успешен, второ кај нас не постои институт консултативен референдум. Значи секако народната волја е неиспочитувана. Не постои таква квалификација. Апсолутно не постои, не се признава во нашиот правен систем консултативен. Значи референдум е референдум. Да, референдум е референдум и овој референдум дури нели знаеме излезе 36% само од граѓаните покрај сите напори и впумпани пари во самата кампања и дури јас би посетил за нечесната формулација на тоа референдумско прашање нели за влез во ЕУ и еве сега каде сме со влезот за ЕУ, но тоа е во континуитет просто со едноумието кое се создава овде и најтешкиот проблем, можеби најголемата пречка е премостувањето на когнитивната дисонанца која се случува во нашето општество, каде што едноставно една цела генерација луѓе имаат израснато под културолошка хегемонија која нели ни налага дека подобриот живот е само возможен ако одиме во тој правец, но како што ние се доближуваме во тој правец се по изразен е шилецот кој нас ни навлага во нашето сврзно ткиво како се доближуваме. Така да едноставно многу предизвици постојат и вака би го заклучил овој одговор затоа што мислам дека сите овие работи човекот и една продуктивна и проактивна политика можат да станат приоритет единствено ако на власт дојде Народна партија која нема да има врски со олигархијата и минатиот систем. Значи просто ни треба еден ресет за овие работи да станат политички приоритет. Сега не се политички приоритет. Само по себе се намитнува прашањето, се надоврзува на претходното, значи повторно хипотетички доколку би освоиле власта, што вие би направиле поинаку од тоа што до сега го имаме видено? Апсолутно економскиот модел пред се, затоа што економскиот модел е експлоататорски. Јас баш може би убаво да се нагласи ова затоа што во зима секогаш доаѓа до изразување загадувањето. Ајде да го како еден микропример кој ќе се одрази на тоа што може да го очекувате од нас. Сега главен извор испадна дека се бадниковите апсолутно. Но секогаш мислам тие вредности на високата класа ќе бидат проектирани во некои безизлезни разговори, секогаш се пренесува одговорноста на индивидуално ниво, а не на колективно ниво, затоа што на колективно ниво многу се јасни причинителите за сите проблеми. Која индустријата е главна?
Па да, апсолутно. И врските помеѓу олигархијата и политичката елита, затоа што приватизацијата рака под рака ги создава класата на олигархијата и политичката елита кај нас, кои понатаму ја трујат почвата, воздухот, водата и продираат. А како вие би го решиле економскиот модел? Со планирање на економијата, апсолутно. Прво со заштитување едноставно на македонските економски интереси. Протекционизам. Да, протекционизам. Едноставно економскиот модел моментално ни налага дека сиромаштијата само се зголемува и плюс највпечатливо е овој модел на слободен пазар. Највпечатлив е во време на кризите, затоа што во време на кризите има една тенденција на профитот да се зголемува, затоа што едноставно предаторски се управуваат кризите кај нас, почнувајќи од овој неолиберален пристап кој го имаат големите партии. И кога предаторски се управуваат кризите, тие и понатаму и се генерираат. И би сакал да обрнеме внимание дали ние во 30 години во континуитет сме во некаква криза. Од политичка криза, во економска криза и така понатаму. Зошто? Затоа што се создава бунило, се создава општествено бунило кое дозволува и понатаму да се приватизираат јавните добра и допаѓа квалитетот и за потрошувачите и за работниците кои не се компензираат доволно за својот труд. Значи, едноставно управувањето е со корона кризата, во екот на корона кризата каде што власта на Зоран Заев со неговиот близок соработник Венко Филипче пробаа да ја приватизираат брзата помош. И ние го блокиравме тоа приватизирање на брзата помош. Таму се просто одговорите нема. Обично економските деснишари лажат дека економијата е толку комплексна и ти како еден обичен човек зарем ти да ги разбереш сите тие интрикантни димензии на економијата. Не, просто едноставно како што се приватизираат јавните капацитети, јавните добра, како што се отуѓуваат државните ресурси, просто се води кон генерирање на профит и опаѓање на квалитетот на обичниот човек. И тој обичен човек е се во поголема пропорција затоа што се случува класна стратификација, нели? Ако некогаш сме имале, ајде да карикираме, една средна класа која била во најголем процент, нели, го сочинувала нашето општество, сега тоа не е веќе така затоа што сиромаштијата го зима приматот во нашето општество. Кога беше тоа предлогот за приватизација на брзата помош, ја дадов контрапредлог во ред, ама приватизирате и пожарната служба. Нормално, тука нема заинтересирани. Апсолутно. Во последно време се зачестија странските амбасадори и емисари кои ни препорачуваат дека треба да ја проголтаме гордоста и да ги прифатиме уставните промени. Како гледате вие на ова? Апсолутно. Две работи, како што кажав на почетокот на емисијата, кога имаме кратковиди политичари и слабо лидерство, амбасадите ќе бидат визионарски, нели? И не може дури ни да им се земе за зло затоа што просто можеби материјалните услови се такви. Можеби веќе е време да се признае дека ние сме во една форма на протекторат која се управува преку гувернери на странските амбасади, затоа што очигледно дека легитимитетот политички потекнува од нив, а не од волјата на народот. Затоа и тој трик на СДСМ во нивното владење, нели, Заев дојде како непопуларен политичар, дојде со непопуларна партија на власт и направи многу непопуларна работа, но тој обстана, се дури не доби втор мандат и после низа на човечки трагедии, кои ние често знаеме да ги заборавиме, а не треба да ги забораваме. Го изгуби сиот легитимитет и за да го изгуби Скопје, нели, на крај како последен нели доказ за изгубен легитимитет. Но што се случи, мандатот стана внатрепартиски трофеј на СДСМ, затоа што го легитимираат. Тоа е уставно, значи сега. Ама тоа е легалистичка потпора за нелегитимна влада, просто ние не го оспоруваме тоа дека е легалистички, но што се случува меѓународната заедница, нели, тоа го оправдува. И таму всушност се покажува дека постои една контрадикција помеѓу народната волја и тоа што амбасадите го гледаат за целисходно во оваа држава. Ајде преминеме на левица. Според сите анкети во последно време, вашиот рейтинг расте. Некои ви даваат 5, некои 7, некои можеби дури 12 претеника на наредните парламентарни избори, кои ќе се случат. Но што се должи тоа? Зошто толку ви расте вас
популярноста? Се должи на обштествени процеси просто, затоа што левица не е сама по себе создадена, туку тоа е едноставно продукт, една синтеза на диалектичките процеси кои се случуваат од 90-тите, и ако ми дозволите, можам и да објаснам. Просто, значи, кога се случува таа трансформација обштествена, економската трансформација, тоест приватизацијата, се случува по основа на вертикала. Значи, вертикалната регулатива на нештата, нели, преку закони, преку законска регулатива го трансформира пазарот и се случува таа приватизација. Од друга страна, промената на политичката култура не може да се случи вертикално, таа е процес кој мора да заживее. И за разлика од Западот, кај нас, нели, плуралистичкиот систем нема револуционерен карактер, значи се нема синтетизирано во еден долг процес на, нели, на спротивни тенденции. И кај нас се случува, нели, контрареволуционерно, всушност кога се случува реставрација на капитализмот, ние го прифаќаме парламентарниот модел повторно. И што се случува тука? Во социологијата политичките партии просто имаат една задача, тоа е да дојдат на власт. Значи, таков им е едноставно обштествениот агент и феноменологијата на нивното постоење. Сега, таа задача се префрлува затоа што во политичката култура нема заживеано елементот на плуралистичката демократија, се префрлува целта на политичките партии на целото гласачко тело, затоа се создаваат и гласачки машинери, гласачки војски просто. И каде цели се во ова? Цели кон комплетно недемократско општество. Значи, недемократско општество во доменот на тоа дека волјата на народот... Клиентелизам во партиите го прави? Апсолутно. Клиентелизмот на партиите и партиите просто како се однесуваат. Значи, партиите се однесуваат како криминални синдикати тука, не како политички партии, само затоа што, нели, тоа им го овозможува и им го овозможи приватизацијата на јавните ресурси. Но каде води ова се? Едноставно левица се случи како порив на македонското општество за само демократизација. Просто се случи, прво се роди од децата на транзицијата, значи тоа е првиот индикатор. Вториот индикатор е дека левица може да, очигледно, може да одговори на сите предизвици кои ја преокупираат нашата држава. И третата работа е идеологијата на левица, затоа што од спротивна страна имаме деидеологизирани партии, апсолутно. Дури сакам да го потенцирам ова многу јасно, СДСМ и ДПМН се просто едни партии кои ги крадат цело време државните пари за да ја хранат својата структура и за да дојдат на моки. Значи, тоа е еден циклус на пари, моки. Просто нема тука никаква идеологија, нити вистинско сврзано ткиво. Тоа го прават сега градоначалниците на ВМРО ДПМН преку општините и СДСМ на ниво на централна власт. Што се случува? Значи, двете партии прво се десно ориентирани партии економски, и СДСМ и ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН, демохристијанската идеологија не е карактеристична за ова поднебие, тоа е просто една либерална партија, но економски во крајната десница, како што е СДС исто во десницата, но во некој поумерен домет. И сега имаме единствена левичарска партија, која може да одговори на предизвиците на нашето време и може да го премости, нели, може да ја премости поларизацијата во општеството. Затоа и рейтингот оди во стратосферата. Сега, претходно ја прашав хипотетички што ќе се случи доколку, нели, освоите мнозинство во парламентот, а сега да бидеме пореални и да одиме според анкетите. Значи, доколку имате едноцифрен број на пратеници по наредните парламентарни избори, дали би коалицирале со сегашните властодржци, значи партиите кои што сега се на власт, или пак со ВМРО ДПМН, што изгледа и пореално, нели, тие да освојат мнозинството и да им фалат вашите 7-8 пратеници да направат власт. Дали би прифатиле такво прво, коалиција? апсолутно, затоа што ние секогаш настапуваме на изборите самостојно. Никогаш нема да настапиме во коалиција, тоа е просто наш принцип. Секое постизборно коалицирање ќе биде по основа на нашата политичка платформа. Значи, ние сме платформска партија, не сме само, нели, реал политик партија, ние сме платформска партија и ќе зависи, нели, од имплементацијата на нашите платформски начала. Но коалицирање со партиите на власт е невозможно, затоа што во една поголема рамка ние тежнееме да го замениме СДС како доминантна партија во да речеме кај лево ориентираните гласачи, а од друга страна го имаме Дуи кој просто како кингмейкер во општество мора да се урне од таа позиција.
на моќ, затоа што секогаш очигледно дека е Нема надреден. вие да станете кингмейкери, туку нема да влезете, да ја преземете улогата на тој, да вие да го направите следниот премиер. Не, апсолутно, значи, зависи и што ќе се случи со уставните измени, апсолутно. Значи, ако опозицијската партија на крај, нели, додели благослов и пратеници за промена на уставот, тоа на нас ќе ни даде многу индикативен сигнал за нив и за соработката со нив, затоа што во овој момент, иако на почетокот нели на сите овие превирања имавме малку повеќе надежно, очигледно дека немаме никакви индикации на кои можеме да веруваме дека нема тоа да се случи, затоа сега за сега будно ја следиме ситуацијата. Тоа што можеме да го искоментираме дека поголемото присуство на левица во институциите секако ќе биде од позитивен ефект, затоа што народната волја непосредно ќе биде изразена. И дури вака и би го завршил овој одговор. Нашите пратеници просто, значи вие можете сами да увидите политичката елита е одвоена од реалноста во нашата држава. Значи не постои доверување на мандат. Како може тоа еден пратеник да се буди после 10 сати некаде сниман дека го променил своето мислење и се определил за нешто. Мислам тоа се индикации на авторитарен режим. Тоа се индикации на пратеници кои просто ден за ден, дури ние ова сега го разговараме, просто постои една паралелна структура, едни луѓе кои живеат одвоени животи од нашите во привилегирана положба, играат игри на тронови. Едноставно пратениците на левица не се од тој ков. Тито Петровски за левица во една прилика изјави дека е феномен на политичката сцена, но за голем број на други бивши сегашни политичари, аналитичари, луѓе кои ја коментираат деневната политика во Македонија, вие сте руски платеници. Зошто ли е тоа? Имате ли многу рубли? Многу интересна формулацијата на прашањето, затоа што рековте многу бројни аналитичари, а сега дојдоа информации дека аналитичари и манифестации и издруженија добивале директно пари од State Department. Но, тоа не е проблем за никого. Тоа не е проблем. Само рублите се проблем. Доларите се посакувани. Втора работа. Ако постојат такви некои индикации, ги замолувам да се обратат кон институциите, затоа што финансирање од странство на политички партии е забрането и ние не сме луди, едноставно. Просто затоа што сме промакедонска партија и значи нема рубли, јуани да нема нешто. Нема ни јуани, но будно ја следиме ситуацијата на развивањето на мултиполарниот свет за пример. Сега нели, да не се правиме ние тука недоветни. Војната во Украина без не во воведот на оваа емисија имавме детален извештај за тоа што се синоќа се случувало и како се добива впечаток како да се менува и Европа и светот откако започна војната во Украина, од кога Русија нели ги нападна украинските сили. Како вие гледате на тоа? Ако не се лашам, вашиот лидер веќе кажа дека мултиполарниот свет е создаден и дека истите услови кои што владале пред тоа повеќе не владеа, дека светот е променет. Така, апсолутно. Значи, тоа што треба да се потенцира дека ние геополитички може да се каже дека припаѓаме на две целини геополитички. Првата целина е Централна Европа заедно со Балканот, втората геополитичка целина е Источниот Медитеран со Балканот, но во културолошка смисла, во политичка смисла, во овој момент ние сме потполно на европско тло, ние сме европска држава, иако географски не дел. Значи и политички, апсолутно, кој влија не многу политички на нас, со кој имаме најголема економска соработка, значи не мора да сме дел од ЕУ. Дури ова е интересно дека Југославија некогаш имала статус на специјален сосед на Европската унија за во 90-тите да видиме како може тоа да се смени многу во еден привлечен сосед за испомпување на пари. И соседите во самата Југославија почнаа да си пукаат. Да, просто тоа некако изгледа ние го набетнавме тоа. И сега би сакал, значи нели ова да го искоментираме, ние сме дел од тој европски корпус и кога бевме во Брисел, интересни се мислењата кои ги добивме таму, затоа што за разлика од тоа што овде сакаа да го прикажат невладините организации и СДСМ и сите нивни нели деривати, е дека постои една многу јасна одредница за политиката во Европската унија. Не, во Европската унија постои еден виден плурализам објективно. И по тоа што ние разговараме и тоа што може здраворазумски да се заклучи е дека Европа најмногу губи од оваа состојба,
затоа што Европа губи, Америка добива, по наши информации кои ги имаме добиено нели од просториите на Европарламентот е дека просто од кога се има случано ова дека војно-индустрискиот комплекс има бланко чекови во Европската унија, дека сите регулации, сите работи кои до сега биле изборени од левиот политички блок во однос на работничките права, во однос на заштита на животната средина и сите тие работи, дека просто тоа е отидено низ прозор, затоа што Европа е сега во трка да задоволи на тоа што и испорачува Вашингтон. Нас не интересира, многу просто кажано, локус на контрола во Европа кој ќе се одразува на собствените интереси и желби. Ако сме веќе дел од тој корпус... Какви се тие интереси и желби? Вилнус и Софија и Париз и Мадрид никогаш нема исти интереси. Апсолутно, но зошто тогаш Вилнус и Вашингтон да имаат исти интереси? Добро, тоа е возможно, ама тоа е возможно. Возможно ова е невозможно. Па мислам дека интуицијата вели спротивно. Дури на Германија многу просто најголемиот историски непријател е Франција. И обединувањето на француските и германските интереси во едно цело ја создава всушност нели стабилноста на западна. Тоа почива мирот во Европа. Апсолутно почива мирот на Европа, но интересното е што на Германија од друга страна најповолен економски партнер е Русија. И секогаш тоа било. Од секогаш било така. Од секогаш било така. Тогаш зошто тие интереси кои се многу поблиски природно да не може да се остварат, а преку океанските интереси кои се просто Тоа е европски проблем. Каде е тука Македонија во целата приказка? Македонија е на Балканот, затоа треба да се работи на обединување на политичките интереси на народите на Балканот. Затоа и левичарската идеја секогаш имала предничала во ова обединување на балканските интереси, затоа што се додека балканските елити политички се управуваат од Запад, ќе имаме јасни империалистички интереси и влијанија на Балканот кои нема да овозможат братска соработка помеѓу балканските народи. Балканските народи можат да имаат единствен интерес доколку сите влади бидат раководени од собствен локус на контрола. Се додека ние имаме влијание и ајде да зборуваме со прости термини. Кој ни ја држи електродистрибуцијата во Македонија? Австријска ЕВН. Кој ни ја држи телекомуникацијата? Австријски А1. И сите тие работи, има прости, мислам нормално, али постојат прости индикации кој капитал има интерес. Со Австро-Унгарија некаква алузија. Па нема алузија, просто таква ни е геополитичката одредница. Едноставно додека Балканот не ги гаи сопствените интереси независно од Централна Европа или од блиските соседи на кај истокот, едноставно не можеме да гледаме поинаку.